Почитувани граѓани, почитувани новинари, денеска се точно 6 години од црниот понеделник, кога на 24 декември 2012 година, овде во Собранието, по налог на Никола Груевски, насилно беа изфрлани новинари и пратеници. Наместо храм на демократијата, токму демократијата беше најбрутално погазена, а суспендирани беа и уставот и законите. Зад затворени врати, тесната група околу Никола Груевски го раскрчми буџетот на граѓаните. После 6 години од еден од црните датуми во поновата наша историја, денеска со задоволство можеме да кажеме дека слободна, демократска Македонија заврте нова, светла страница. Црното време во кое се раскрчмуваше буџетот на граѓаните заврши. Заврши диктатурата и насилството што го носеше меѓу граѓаните, но и овде, во Собранието. Во петокот, Собранието го усвои буџетот за 2019 година. Како што доликува на еден храм на демократијата, буџетот беше донесен во демократска атмосфера преку транспарентна постапка со прифатени 9 амандмани на опозицијата. Граѓаните денеска точно знаат за што се трошат нивните пари. Нема криминални тендери и провизии, додека се повеќе пари завршуваат кај граѓаните. По 11 години заробена држава, која што беше синоним за погазување на човековите права, Македонија денес е држава во која истите и се почитуваат и се унапредуваат. Држава која цврсто се движи кон Европската Унија и НАТО. Како парламентарно мнозинство остануваме посветени на реформите кои носат економски раст, повисоки плати, социјална правда, напредок. Македонија се гради како еднакво демократско општество. Општество на еднакви граѓани со еднакви права и обврски. За жал, нема никаква промена во ВМРО ДПМНЕ, а Христијан Мицковски ги продолжува истите деструктивни политики на неговиот ментор Никола Груевски. Но колку и Мицковски да се обидува, нема да ја врати државата назад во темното минато на насилство, криминал, изолација и неизвестност. Македонија и граѓаните чекорат кон сигурна и стабилна иднина кон ЕУ и НАТО. Враќање назад нема.